Европска унија не се чувствува доволно спремна самата да истапи со некакви јасни позиции, затоа што гледаме дека прво правеа некој самит во Лондон, че повторно ја бараат на еден или на друг начин поддршката на Велика Британија, која можеби еден мост меѓу сега Европа и Соединетите Американски држави. Од друга страна гледаме дека беше поканета и Турција на тие средби, што пак не е членка на Европска унија. Од друга страна пак на тие средби не беа поканети членки на Европска унија, што ни зборува дека и самата Европска унија де факто веќе може да зборуваме за Европа во повеќе брзини, значи помокни, понапредни држави и држави кои нели сега да не ги навредиме под наводници не се толку битен фактор за одлучување. Што ќе се случува во Европа зависи од многу фактори, меѓутоа тоа го имаат кажувани повеќе стручњаци, особено оние кои работат во сферата на реализмот, како теорија во меѓународни односи. Веројатно Европа ќе се ревооружува за прв пат по Втората светска војна и тоа вооружување нема да е насочено само против Русија, туку веројатно без чадорот на САД, ако ги остави САД без безбедносен чадор, ќе мора да се вооружуваат и за одбрана на самите едни против други.